Здраво на сите. Денес на покана на правниот факултет во Битола сум поканет на трибина насловена Правниот факултет меѓу традицијата и современите предизвици. Драго ми е што сум денес тука. Знаете дека како и сите високообразовни институции, така и Правниот факултет во Битола има своји предизвици, но најбитни се оние преку кои што токму овој факултет може да обезбеди генерално универзитетот Свети Климент Охридски во Битола, да обезбеди трајност и одржливост, меѓу другото и свој квалитет. Како што знаете, Правниот факултет во Битола представува диспрезирана испостава на Правниот факултет всушност во Кичево, со седиште во Кичево, каде што токму во седиштето имаме негативен тренд на запишување на студенти. Од една страна. Од друга страна, фактите и аргументите укажуваат позитивен тренд на запишување на студенти и квалитет од друга страна на Правниот факултет во Битола. Од друга страна пак имаме голем број на институции, основен и апелационен суд, основно и висше јавно обвинителство. Имаме регистрирани 146 адвокати и адвокатски друштва. Имаме, чинам, 7 извршители во Битола и 13 нотари. Имаме голем број на институции, приватни компании, невладини организации кои што дополнително тука во Битола може да представуваат развој на овој факултет и развој нормално на знаењето и на студентите и на постдипломците. Токму овие аргументи, токму овие факти налагаат промена на седиштето на овој факултет, имено истиот наместо во Кичево да биде во Битола, со што ќе се зголеми атрактивноста на овој факултет од една страна, од друга страна преку низа други мерки и активности ќе се овозможи долготрајност и одржливост на истиот. Токму затоа, јас како пратеник во Собранието на Република Македонија, предложен и изгласан од граѓаните на Битола, во Собранието на Република Македонија најскоро ќе поднесам еден предлог закон со кој што ќе барам промена и поддршка од моите колеги пратеници за промена на седиштето на факултетот, наместо да биде во Кичево, да биде во Битола, со што не значи дека Кичевскиот факултет и факултетот, правен факултет во Струга ќе бидат укинати, напротив, ќе се зголеми квалитетот токму и во истите и студентите од тие факултети ќе можат своите искуства да ги надоградуваат тука во Битола, каде што всушност ќе биде седиштето. Тоа е и за добро на факултетот, и за добро на универзитетот, и нормално на студентите, независно од каде доаѓаат. Во контекст на тоа, кога планирате да се отпочне работата на собранието? Работата... Ние како парламентарно мнозинство покажавме волја во изминатите, би рекол, 9-10 месеци откако сме власт. Волјата треба да биде покажана од другата страна, односно од парламентарното малцинство, посебно од ВМРО ДПМН, каде што гледам дека има извесен напредок, но се надевам дека не е фарса. Дали собранието ќе продолжи да работи, особено во делот на неопходните измени на законите кои што барат двотретинско мнозинство, во овој момент зависи само од ВМРО ДПМН. Нашата врата кон нив е отворена и се надевам дека во најскоро време ќе има откочување на тие процеси.